Агрегат очекуваме заради тоа што има една фекална канализација што од економија доаѓа во главната, а таа може да иде со препумпна станица. Агрегатот ни треба за препумпната станица. И големи се тие се големи по 60 киловати се некаде. Да. Голем агрегат за 2 до 3 сата таа ќе биде монтирана и ќе биде ставена во функција. Меѓутоа, главен проблем овде каналот кој што доаѓа и каналот треба да однесе водата некаде на пеќата хиподром и натаму на кај Белги. Целта е да во овој канал фекалната канализација сега, бидејќи нема капацитет да отиде доле до Вардар, активно работат пумпите, бидејќи атмосферската вода е влезена, со пумпи фекалната ставаме во каналот. И веќе водата се повлекува. Овде имаме исто така друга мрежа која што иде до каналот. Пумпа ќе ставиме во една од шахтите за да може исто така во каналот да ја префрли и за да може да повлече, да можат во овие шахти и само тръгни се во овие шахти за да можат они тука. Тоа да додеме да повинеме таа шахта не мрда. Полна логора. Да, сиде шахти. Ова вода да отиде и автоматски да повлече ова и луѓето и од оваму и од таму во овие шахтите да се стават. Значи нема кај да се доди вода. А како се пушуваат овие шахти? Ви кажав, ова фекална канализација, ова или атмосферска води до каналот, меѓутоа со оглед на тоа што таму има премноле капацитет за значи преблокирано е. Со пумпи специјално ставаме на последната шахта пред каналот и во каналот ја пуштиме. Превлечено. Од тука ја вадите директно канал. Да, на последната таму. Така. И автоматски овие ги влече. Сега каналот да не ни стане проблем, веќе две машини, значи два скипа. Дали е само преголема количина на вода или има физичко затнување? Не, нема физичко затнување. Значи преголема количина, веќе на една крак, на една линија што е вакна, исто паралелна на оваа, работат две пумпи, една беше од Битола, една од нашата противпожарна и веќе се чувствува како луѓето тонат. Вика да не беше ноќеска таа пумпа, тој дел ќе беше готов. Сега со оглед тоа да не ни настане каналот критична точка, веќе во него сега целиот тој ја носи водава. Значи две машини се дојдени кои што ќе треба од тој делот што излегува па намаму да полека да го прошируваат. Носиме и песок за 2-3 куќи кои што од оваа страна се на каналот, насип да правиме насип за да може да онади. И исто така имаме оние вакуум пумпи цистерни што се вика камионски. Во најоштетените куќи има една куќа, од неа почнеме најоштетената, па во другите, за да можеме да истрпуваме водата и таа може да ја носи директно во канал да ја носи. Да. И после тоа една има и уште еден се очекува да дојде. Овие што ќе дојдат од Србија со каков капацитет се пумпи? Колку влече? 1500 литри во минута има. Силни се тие пумпи со десетина ќе дојдат. За овие работи силни се. За овде се силни. Да. 1500 литри во минута. Тоа е сериозна. Сериозна. Сериозен капацитет. И уште ќе колку ги собравте вие за мобилизација? Имаме околу 260 луѓе на терен, со тоа што со Министерот за транспорт и врски Владо организиравме околу 110 пумпи на терен и некаде машини околу 120. Значи тоа е огромен број на машини, 110 пумпи. Да, булдужери, скипери, камиони, се што може да се движи. Кажи Кендо? И уште стига. Од цела Македонија стига, од приватни компании, од сите страни стига. Малци имаме проблем со режимот на сообраќај, зборивме и со МИТЕ, мора да поминуваат побрзо машините, не може да стигнат од место. Некој позадински да направи попис што каде, да се добие представа. Да. Значи во кризниот штаб да се има представа колку машини на кое место се. Така. Говорите тоа? Да. Да знаеме секоја каде. Кои компании помогнаа најмногу за машини? Околу 20 компании помогнаа. Значи од Сабајлет постојано јас вртам и Шабан и другите со мене и јавното претпријатие за државни патишта, сите излегува во пресрет и благодарност. И овие што работат компании дадоа машини. Значи уште од првиот ден почнувајќи од Трансмет, Жикол, Бауер, Пелагонија, значи Грани Берот, Джеваир, сите доаѓа. Дури да и од Джеваир се понудија и они рекоа ние сме на располагање. 5-6 машини. Прогресивни на сите тие што имаат механизација, да речеме во Маврово, во Крушево, тргнува навака. Од Битола стига, од Свети Николе стига и така натака. Сега градоначалникот на Кавадарци пушти цистерни, само што стигаат и така натака, но заглавено е поради сообраќајот. Сега тоа пробуваме малце да го олеснеме. И обиколницата пробуваме да расчистиме. Молим те да помене нешто. Овие 10 екипи што ќе дојдат помош од Србија, сметаме дека ќе бидат малку. Доколку сте во можност да поминете уште повеќе, бидејќи овде имаме преку 1000 куќи поплавени. Значи доколку можеше неколку екипи да дојдат или оние екипи што ќе пристигнуваат од фирми што и кажеме како помош,
да може да пумпи, да. Заедно со екипа на пумпата, да, нели. Доколку можете во теков на денот, што можете вечерва, утре бидејќи ако се очекуваат нови врнежи, ноќеска евентуално се деси со новите врнежи, се покачи нивото. Граѓаните се сноѓаат колку што можат и од ваша страна доколку може, еве уште некоја пумпа потопна, ќе бидеме благодарни. Добро. Имам сопствен агрегат, што можам да произведам струја. Значи, сега, а моментално финансиски сум работам во железници, знаете каква е ситуацијата во железница, јас со финансиски сум слаб. Сега не можам да си дозволам барем 10 литра да ми се донесе гориво. Ќе го обезбедиме, ние ќе обезбедиме. Да, тоа. Еве општина Да можам да обезбедам. Ако имате и други граѓани што имаат агрегат, можете кај Жарко да пријавите да ви обезбедиме гориво за агрегатот. Да пете список нема. Дайте телефон. Агрегати немаме толку, Запишете го мојот телефон. Го знаете, го имате мојот телефон, да. Така, ќе ви обезбедат за агрегат. За горивото. Така.